По објавениот конкурс за вработување од страна на Агенцијата за администрација за нови 6 лица на различни позиции во општина Штип, голема прашина се крена околу вработувањето на советник за возен парк и соодветните квалификации кои треба да ги поседува истиот. Впрочем, покрај основните општи услови да биде државјанин на Македонија, полнолетен граѓанин, активно да го користи македонскиот јазик, потребно е да исполнува и неколку посебни услови, односно да има рударски факултет и најмалку 3 години работно искуство на струката. Од овде излегува и обвинувањата од страна на опозицијата, како и шпекулациите од страна на граѓаните, дека се знае точно кој ќе биде вработен на ова работно место и квалификациите се прават токму според неговите карактеристики. На ова прашање одговор даде и градоначалникот на општина Штип, доктор Николов. Општина Штип се води по систематизација која што е од 2015 година. Ние сме сега во процедура за воведување на нова систематизација во нашата општина и меѓутоа ние се уште се водиме додека не се донесе новата систематизација, ние ќе се водиме по единствената систематизација која што ја има и по која што мора по правилниците да ја почитуваме. Токму во 2015 година е донесена систематизација за вработување на вработен во општи дејности, каде што се бара стручна спрема рударски факултет. Ние по таа систематизација и да сакаме да вработиме, да отвориме конкурсот, систематизацијата и правилникот кој што е донесен 2015 година налага стручната спрема да биде рударски факултет за тој работник. И заради тоа ние распишуваме така огласот за вработување, бидејќи доколку не е според правилникот, Министерството за информатичко општество, системот нема да го прифати тој оглас. Овие места за кои е распишан сегашниот конкурс се празни 5 години и се држат така бидејќи позицијата сака да се смени таа систематизација. Но процесот трае и мора стручно да биде среден. Николов со апел да се проверуваат информациите пред да бидат изнесени во јавноста. Апелирам и до опозицијата, апелирам и до позицијата, апелирам и до сите фактори вклучени во давањето информации во врска со одредени дејности кои што се случуваат, прво да ги анализираат, да ги прочитаат работите, а потоа да излезат на пресови да дават било какви изјави, бидејќи сите лаги и клевети кои што се нанесуваат и се искажуваат преку пресовите, стварат една лоша слика на општеството кое што сакаме да го направиме, да го подигнеме на повисоко ниво. Она што се кажува, соопштува и она што се пренесува да биде добро проверено, апелира Николов.